Јас сум Билјана Милошевиќ. Желбата да помогнам некому доаѓа уште од многу мала возраст, бидејќи моите родители што од мали научија мене и сестра ми дека најважно во животот е да помогнеш некому, односно да помогнеш на оние кои имаат помалку од тебе. Како ги имаме социјалните мрежи, Фејсбукот, тоа зема еден поголем размер, бидејќи многу е полесно. На Фејсбук имаме групи, женски групи, ај така да ги наречам, каде што имаме по 20-25.000 членови. Кога ќе напишеме еден апел за помош, на почетокот пред 3 години кога го напишавме првиот апел за помош, околу 10 дена ни треба за да се организираме, да собереме донации, да ги однесеме. Сега, после стотици поминати апели и хуманитарни акции, помалку од 24 часа ни треба за да собереме буквално се што ни е потребно. Хуманитарни акции правиме за социјално загрозени семејства, за самохрани мајки, за болни дечиња, за болни возрастни луѓе, за кучиња, мачиња, значи не бираме кому, нас не е важно ако на некого му треба помош, ако може да помогнеме. Сепак ќе ги издвојам болните дечиња, на нив им обрнуваме најмногу внимание, најголем акцент. Многу сме горди на хуманитарните акции за поплавените, бидејќи тие не се едни од најуспешните акции, ако можам така да ги наречам. Буквално деноноќно бевме на терен. Од сабајле до вечер носевме секаква помош, значи она што е најнеопходно, ракавици, лекарства, храна, средства за хигиена. Бевме еден цел тим, бевме преку 30 луѓе кои што функциониравме одлично. Групата ја направи девојка која во тој момент беше во Малта. Значи, ја креираше групата од тамо, не додаде нас другите во групата и буквално она ни беше логистика и само ни праќаше дали по SMS, дали на Facebook, каде што треба да одиме да носиме. Оваа година за овие празници решивме да направиме хуманитарна акција, собираме пакетчиња за децата на самохраните родители. Лани исто така имавме акција за собирање на новогодишни пакетчиња која помина одлично, соправме преку 1000 пакетчиња. Делевме на бездомници, на сирачиња, на децата на загрозените семејства. Оваа година собравме преку 300 пакетчиња, значи се уште собираме, решивме да продолжиме акцијата до Божиќ. Сакам да им се заблагодарам на членовите на групата Хуманитарна помош за поплавените семејства во Скопје, кои што не пријавиле за награди за волонтерство. Благодарение на нив добивме награда од Министерство за труд и социјална политика и исто така добивме специјална награда Сајт на годината од Media Solutions како посебна награда за група на Facebook. Ние не сме здруженија, не сме организација, значи ние финансиски средства не собираме. Ние собираме, значи, храна, гардероба, средства за хигиена, зависи кое семејство што има потреба. Финанси не собираме од проста причина бидејќи немаме сметка, немаме ние како да ги оправдаме тие пари и не сакаме да земаме пари на рака. Доколку некој сака да донира финансиски средства, им даваме контакт од семејството, додат да си донираат сами. Од ова не заработуваме, значи ова го правиме со чисто срце и од љубов. Јас морам да им се заблагодарам на моите родители, бидејќи имам безрезервна поддршка од нив, финансиска пред се, бидејќи требаат пари за да ставиме гориво, па треба пари нели да купиш нешто, треба и ти самиот да донираш. Треба многу време, многу енергија, мора да имаш еден убав тим околу тебе кој што ќе те поддржува.
Додека имам време, енергија и додека имам околу мене луѓе кои ме поддржуваат и кои ми помагаат за да го правам се ова. Се трудам исто како што моите родители, нивната љубов кон хуманитарните акции, кон донирањето, што ми го пренесоа на мене и на мојата сестра, јас се трудам тоа да го пренесам на мојата внука, која што има само 4 години, а веќе 2 години е постојано со мене на сите тие хуманитарни случувања и веќе самата е свесна што значи да си детенце од социјално загрозено семејство и се надевам дека и кога ќе порасне ќе продолжи да помага онаму каде што е најпотребно.